ЕСМ, а не ЕВН да им продава струја на училиштата и јавните предпријатија, препорачува првиот регулатор Марко Бислимовски. На овој начин би се избегнале скапите трошоци за мрежарина, а ќе им се помогне директно на овие институции да се справат со високата цена на електричната енергија на слободниот пазар, објасни Бислимовски во телевизиско интервју. Доколку се вратат сите овие на регулираниот пазар на електрична енергија, во тој случај цената на електричната енергија што ЕСМ ќе ја продава на ЕВН Home е 48 евра за мегават час, но маржата на ЕВН Home ќе се зголеми за дополнителни 5 до 6 милиони евра. Тоа пак ќе врши притисок за зголемување на цената што ја плаќаат сите потрошувачи на регулираниот пазар по 1 јануари идната година. Посочи Бислимовски. Ваквата можност денес премиерот Димитар Ковачевски не ја коментираше, но потврди дека се водат разговори на оваа тема. Јас не се мешам во одлуките и никогаш не сум се мешал, нити па можам да се мешам во ставовите и одлуките на регулаторната комисија за енергетика, но затоа Министерството за економија има анализи, има аргументи со кои што разговара со регулаторна комисија за енергетика. Исто така ние на располагање имаме ЕВН ЕСМ продажба, преку која што се може да се понуди електрична енергија која што е на ниво или подбрз. Во дел од најновиот пакет економски мерки, владата донесе одлука за ставање на регулиран пазар на сите училишта, како и системите за вода на јавните предпријатија со цел да се избегнат проблеми околу нормално одвивање на наставниот процес и снабдувањето со вода.